збора, ќе ве молам да престанете со сите активности и да влезат и луѓето што се надвор. Сакам да ви кажам неколку збора за литургијата и за она како го славите празникот и како се однесувате на литургија и како треба да се однесувате на литургија. Ве молам, викнете ги луѓето, нека влезат. На литургија доаѓаме првенствено за да се причестиме. Тоа е најважната работа за што доаѓаме на литургија. Молитва можеме и дома да се читаме. Литургија не можеме дома да служиме. Литургијата ја служи свештеникот или епископот и тука се случува осветување на даровите. И треба да имаме предвид кога доаѓаме да славиме слава. Како што гледам дека има многу што доаѓаат со панагии, да ги осветат панагиите и да ги однесат дома за благослов. Знајте дека правенствено е литургијата и таа е најважната, поважна е од панагијата. И не може за време на литургијата да се осветуваат панагии. Не треба да се осветуваат панагии за време на литургијата. Или после литургијата, или претходниот ден на вечерната, кога започнува ден. Не може да се прави пара црква. Во олтарот се служи литургија и тоа е црква. А некој на другата страна да го собира народот и да го одвлекува вниманието на народот од литургијата. Литургијата го представува самиот живот на Господ Исус Христос. Од неговото доаѓање на проповед, преку распнувањето, големиот вход, значи, преку воскресението, па до вознесението кое што денеска го славиме. Значи, имајте предвид, кога доаѓате да славите слава, не му вртете грб на Господа. Литургијата е важна, панагијата и таа е важна, но не е поважна од литургијата и од заедницата со Христа. Затоа имајте трпение, ако славите слава, прославете онака како што треба да ја прославите. Да бидете целосно на литургијата и не само да бидете публика на литургијата, да бидете во литургијата, во телото Христово да бидете. Така се слави славата. Ништо нема да значи панагијата ако му свртите грб на Господа или сте дошле само да ви се прочита молитва на панагијата и да се заминете од литургијата. Како сте го испочитувале Господа тогаш? На кој начин? Кога Царството Небесно, како што реков преска на беседа, Царството Небесно е овде, баш на литургијата. Никаде на друго место нема да го најдете Царството Небесно. Ниту во панагијата, ниту во било кое осветено лепче или вода или било што осветено. Литургијата е наше осветување. Светиот Дух слегува на сите нас и нас не осветува. И даровите кои ги принесуваме, лебот и виното, во олтарот ги прави тело и крв Христови. И имајте го тоа предвид кога доаѓате да ги славите вашите слави, не само денеска, секоја слава која славите дома и за која сте подготвиле панагија. И тоа е убаво да се благодари. Панагија значи благодарење на Пресвета Богородица. И убаво е тоа да го славите на тој начин празникот. Но благодарењето на Богородица следува после славскиот ручек, за тоа ќе зборуваме друг пат, што точно значи панагијата. Меѓутоа, литургијата е најважната работа за човек. Имајте го тоа предвид. Не одете на другата страна од црквата само за да ви се освети панагијата или да го молите свештеникот се брза моче. Тогаш оставете ја панагијата, ќе ја освети свештеникот после литургијата, па ќе дојдете ќе си ја земете ако се брзате толку. Но не треба да се брзате за време на литургијата. Или пуштете некој од роднините, пријателите кои не се брза да ја донесе панагијата и не си одете од литургијата така.
бидете целосно во литургијата и на литургијата до крајот, за да учествувате и во распетието Христово, и во воскресението, и во вознесението Христово. На крајот се случува и вознесението Христово, кога ги пренесуваме даровите од олтарот пак кон жртвеникот. Значи, учествувајте во целиот живот Христов. Тоа е целта наша, да учествуваме во Христовиот живот, затоа го иконизираме Христовиот живот во литургијата. И тоа е настан. Тоа не е само молитва. Се молиме секако на литургијата, но не е обична молитва. Тоа е настан, во кој што живо ние учествуваме. Настан во кој што учествуваме, не сме публика на литургијата. Ако седите вие вака, може би не ги знаете сите црковните песни, но преку хорот кој што кажува Господи помилуј, амин, на зборовите на свештеникот, вие учествувате живо во настанот што го гледате, односно во животот Христов, и во воскресението и во вознесувањето. Ве замолувам, имајте го предвид кога ги славите. Да бидете достојни за славењето на славата, да знаете